Со продолжување на изградбата на филтер станицата до нова година на работа ќе се вратат 150 работници. На пролет наредната година системот за отпрашување ќе биде завршен, а со тоа по повеќе од 2 години пауза ќе стартуваат двете големи печки, кои ќе овозможат да се вратат на работа 550 лица. Извршниот директор на Југохром Васко Скендеровски вели дека фабриката ќе работи со половина капацитет. За да се вратат сите 1000 отпуштени работници, треба да се изградат уште 2 одделни филтер постројки за останатите печки. Останатите, нашиот собственик си има бизнис план како што планира да вложува средства, најверојатно како што ќе почне да работат овие две печки, дел од тие средства ќе инвестира за изградба на филтер постројки на другите печки. Отпуштените работници на Југохром се уште се надеваат дека фабриката ќе се рестартира. Велат дека голем број млади заминале од Егуновце поради неработењето на комбинатот, од кој единствено екзистирале мештаните од овој крај. И од голема полза ќе биде тоа за населението, зашто гледате дека е пусто селово, отидоа децата, кој по Скопје, кој по други градови низ Македонија, се снајде работничката класа, ама тешко се живи, без млади у село е тешко. И ми имаме надеж дека ќе отворат и треба да отворат, затоа што свите ќе имамо корист од неа. Никако. Бе, 2 години, 3 години без работа се снаđamo, кој како знае. Приватно. Ако те викне денес ќе работаш, ако не ќе траеш. Според ветувањата на владата и раководството на комбинатот, филтер станицата требаше да се изгради изминатава пролет, а со тоа фабриката да почне со работа. Вице-премиерот за економски прашања Кочо Ангјушев, кој денеска беше во посета на фабриката, рече дека изградбата на системот за отпрашување се одолжила, затоа што Македонската банка за поддршка на развојот немала механизми на стопанството да одобрува кредити со ниски каматни стапки. Во меѓувреме изработена била нова програма на банката, преку која вчера го одобри кредит од 1,5 милиони евра наменет за Југохром. Македонската банка за поддршка на развојот мораше да направи целосна нова програма со која што ќе може да помогне на оваков тип на фирми во државата. Тоа бараше малце време. Од друга страна и собственикот на фирмата, зборувам за Југохром, му требаше малце повеќе време да ги донесе своите средства, значи за инвестиции, од тоа што претходно го имаше најавено, а ние рековме дека услов прв за да дадеме помош како држава е собственикот прво да ги инвестира своите средства и кога тој ги инвестираше и кога ние добивме доказ дека тој ги инвестира своите средства, тогаш и ние ја подготвивме програмата. Југохром не работи 2 години откако владата му ја одзеде дозволата поради неисполнување на еколошките услови. И вице-премиерот Ангјушев денеска го повтори ставот дека комбинатот нема да работи се додека не се изгради филтер станицата.